Како доверлив курир на Гоце Делчев, Ангел Баба Божанин Винички е организатор на тајниот пат од Виница за Кјустендил, кој поминувал преку селата Драгобраште, Грлани, Илиово, Драмче и Ветрен. Во селата Ангел имал доверливи соработници, кои при преведувањето на луѓе преку границата и принесувањето на оружје и други материјали го обезбедувале тајниот пат. Во 1897 година, кога една банда го убила виничкиот бек Ќази Мага и селскиот курир Васе, разоткриена е тајноста на организацијата, разоткриено е делот нелегално обезбеденото оружје, дешифрирани се тајни писма, пронајден е списокот на селата во кои имало скриено оружје. Турската полиција, барајќи ги убииците на бегот спрема македонското невино население од Виница и околните места, применувале репресивни мерки, малтретирале, тепале, затворале и слично, при што почнала и потерата по Ангел Винички. Ангел по брза постапка организирал скриеното оружје во селата да се пренесе на други места и тој, за да не падне во рацете на полицијата, со сопругата и ќерка му заминале за Бугарија и останале во Кјустендил, каде ги продолжил револуционерните активности. Бомбите, скриени во 3 товари ориз од Виница испратени за Битола, ги испраќа Ангел Винички, кои се опеани во песната "Ми товарел Калеш Дончо 3 товари ориз". Ангел е организатор на тајниот пат од Виница за Кјустендил, кој поминува преку селата Драгобраште, Грљани, Илиово, Драмче и Ветрен. Во споменатите села Ангел има своји доверливи соработници, кои при преведувањето на луѓе преку границата и принесувањето на бомби, пушки и други материјали го обезбедувале тајниот пат. Но, за жал, во тоа време, во 1897 година, во Виница, една банда ги убила виничкиот бек Ќази Мага и селскиот курир Васе, при што се случила Виничката афера. Со Виничката афера нанесена е голема штета на македонската револуционерна организација. Разоткриена е тајноста на организацијата. Разоткриено е делот нелегално обезбеденото оружје. Дешифрирани се тајни писма. Пронајден е и списокот на селата во кои имало скриено оружје. Со едноминутно молчење и полагање свежо цвеќе пред спомен плочата на Ангел Винички во село Драгобраште се поклонија представници од организациите на пензионерите и борците од Виница, Кочани, Штип, градоначалникот Ивица Димитров, представници од училиштата, како и од Општинското здружение на пензионерите.